Здраво живо, јас сум Димче и добро дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве носам да го истражиме овој преубав крајолик и да зборуваме за најголемата енергетска линија во светот која што поминува низ Македонија, а е наречена Тајниот рај. Па останете, изгледајте го видеото и коментирајте. А еве и зошто дојдов на овој крајолик да го снимам, токму поради овие патеки, не знаеки дека ќе откријам уште многу други работи покрај овие камени патеки, кои што ќе ги видите секако подоцна во видеото. Една од мистериите кои што открив покрај камените патеки се и овие линии во ридот. Значи, тие се протегаат со километри на страната од ридот во права линија. Тоа е едно од мистериите кои што ги приметив, кои што се за мене невообичаени, дали се природни, дали се вештачки, не знам. Меѓутоа, тоа што мене највеќе ме зачуди се овие големи ридови кои што се горе израмнети. Малку подоцна видеото ќе се качам и на некои од тие ридови и таму открив нешто неверојатно, а тоа е дека целите ридови се поплочени со камења. Иначе, сите овие ридови во околината се израмнети. Дали горе живееле луѓе, не знам. Дали ги поплочиле за нешто да може да слета на нив, не знам. Меѓутоа, мистеријата останува и очигледно овие ридови не се природни, затоа што се премногу рамни. Ева, погледнете го, овој рид е скрос рамен горе. Ги има десетици, еви овој рид е рамен скрос горе, ги има десетици во околината. И ете, случајно открив уште една мистерија, која што треба да се истражи до крај. Јас отидов и се качив на некои од овие ридови и видете ги ридовите само. Значи, цели се поплочени со камења, рамни, мазни камења, кои што се протегаат по целата површина на тој рид, односно на горниот израмнетиот дел, се наоѓаат овие големи камени блокови. Пак ќе речем, дали се природни, дали се вештачки, јас не знам. Мојата теорија е дека ридовите се рамнети и поплочувани од луѓе, или за да живеат таму горе, или за да може нешто тешко да слета на нив. Секако староста на овие ридови јас не ја знам. Ми изгледа дека нешто е многу старо и сигурно се работи за некоја изгубена и заборавена цивилизација, за која што треба повеќе да истражиме и да дознаеме. Еве, ова видите е на самиот врв на ридот. Значи, од крај до крај, колку што можев, одев и снимав, тие се скрос поплочени. Секако врз нив има мала количина на земја која што се собрала со текот на годините и на нив расте некоја мала вегетација. Меѓутоа, камените блокови се гледаат. Сигурно во минатото имале и по-рамна форма, меѓутоа очигледно е дека овие ридови се поплочени. Пак ќе прашам зошто се поплочени, одговорете ете вие, доколку имате некоја теорија. Мојата е таа дека се поплочени за да издржат голема тежина. Друго логично објаснување немам за ова место. Првпат сум на ова место, како што кажав, случајно го најдов, меѓутоа ќе го посетам повторно и ќе го истражам. Ете, видовте и сами како се рамни ридовите, како се поплочени и слично, па коментирајте. А ние сега да позборуваме малку за големата енергетска линија која што проаѓа низ нашата земја, а нашите предци ја нарекувале Тајниот рај.
на ова место сум дојден затоа што ги истражувам енергетските линии низ Македонија. И како што знаете, Македонија е една од најстарите населени места на светот, токму поради тие енергетски линии, затоа што тие енергетски линии произведуваат живот, односно го поддржуваат животот и една од главните енергетски линии поминува низ Македонија. Таа линија во старите книги е наречена или опишана со називот Таен рај. За тајниот рај првпат се слуша во Драголевиот зборник. Тоа е книга од 15 век, која што се чува во Белградската библиотека и каде што точно е опишана оваа енергетска линија. Јас успеав да ги истражам скоро сите места на таа енергетска линија. Низ Македонија таа енергетска линија поминува од Алшар, Гјаволскиот зид, Геоглифот, Пирамидата Островица и продолжува нагоре до Ртањ. До таму имам истражено таа енергетска линија, односно најмоќниот дел на таа линија, наречена Тајниот рај. Нашите предци биле многу повеќе поврзани со природата, па така тие знаеле каде се наоѓаат тие енергетски линии, затоа што ги осеќале. Тие осеќале вибрацијата на земјата и со помош на своите дланки ги ставале своите дланки и ги осеќале тие енергетски места. Друг начин за препознавање на енергетските места се сончевите зраци, односно местото каде што се преклопуваат сончевите зраци, значи дека таму има енергетско место, затоа што нас сега ни е тешко да ја осетиме земјата, да ги осетиме тие енергии, па затоа мислам дека за нас е подобро да ги пронаѓаме со помош на сончевите зраци. Ние сега, за жал, живееме далеку од тие енергетски места, живееме, како што знаете, во градови. Некои од постарите градови се лоцирани на тие енергетски точки, како што е Скопје, како што е Кратово, како што е Велес. Меѓутоа, на оваа главна енергетска линија, наречена Тајниот рај, нема ни еден град. Во близина е градот Свети Никола и античкиот стариот град Бела Зора, мислам дека се вика. Имам снимано видео за него во близина на Кнежје. И тоа е тоа. Тоа е за модерното време, додека во минатото време, верувајте, на целата линија постоеле градови, значи не е само Бела Зора, тука се сигурно многу градови кои што не се откриени, па така еве еден доказ или насока за археолозите да истражуваат на таа линија наречена Тајниот рај.